Со цел промоција на брендот Тетовски грав, денес во ТРЦ по 11 пат се организираше манифестацијата Ден на гравот, на која присутните имаа можност да вкусат приготвен грав, но и традиционални јадења на штандовите на неколку основни училишта. Значи 11 години сме докажале дека можеме со младите, може со вклучување на сите можеби чинители земјоделци да направиме настан и со тоа да се гордееме не само регионално, туку може и пошироко. Значи токму тоа може и во годините да ако правиме споредба, секоја година расте бројот на посетители. Значи последната и ова денеска што очекуваме е некоја бројка од околу 600 гости. Значи настанот е можеби таа основата е иста, значи сакаме брендот на гравот да го промовираме на повисоко ниво, сакаме на еден начин да им помагаме на земјоделците, медарите, на училиштата што можеби на еден начин би помагале во иднина да бидат самоодржливи, бидејќи имаме училиште кои имаат ботаничка градина во Гостивар и тие се токму денеска овде. И покрај сите овие економски елементи имаме тој дел што е можеби културен, ги имаме покањето културно-уметничките друштва. Ова година можеби се разликуваме поради тоа што имаме од надвор од општина Теарце, значи имаме од кут од Брвеница, имаме Јени Хајат од Тетово и така натаму. Одбележувањето на овој ден покажува дека ние се обидуваме од сите страни, не само како општина, и другите компоненти како што е невладината организација ЦЕД и сите други граѓани кои сакат да придонесат во овој дел. Едното што сакаме да го негуваме оваа традиција не само на грав, туку и на сите производи, земјоделските производи кои тука ги имаме благодети на самата општина, но и нов компонент денеска зашто заедно со нас ќе бидат присутни представниците од Министерството за земјоделие кои ќе ја представат ИПАР тројката, програмата кој институционално им дава голема поддршка на сите земјоделци. Ова е 11 година поред и е како го спремаме ова тетовско гравче. Тоа се потребно за ова каза ние за 400 оброка спремаме денеска грав и тоа е тетовски грав. И ваден и олоен. Имаме 40 кила грав, пипер, патлиџан ставам 1 кило, многу малу, кромит и моркови. Ставаме и ставено имамо и месо натре. Земјоделците велат дека секоја година родот на гравот е се помал поради климатските промени. Дополнително поскапувањето на земјоделските препарати натера многумина и да се откажат од сеидба. Пред 10-15 години сееше по 5-10-15 декара. Сега више се намали полето, оскупе многу препаратите, земјоделските алати, горивата оскупија. И временските услови многу се смени. Полето ни остана више пусто и гравот, како што ви казав, разни болести го напаѓав и више луѓето и отказа од полето, и од чанката, и од ченцата, и од све. Тоа што гравот го нема во доволна количина го користат препродавачите, кои гравот од други земји го нудат како тетовски. За да се сопре злоупотребата, невладината организација Центар за едукација и развој вели дека истиот треба да се брендира. Единствено мислам дека е со брендирање. Значи тоа е единствената можност и би сакале ние како организација имаме искуство да бидеме можеби носители на овој процес и да се работи на овој процес и да не ни се случува тоа што се случува со ајвар или други производи што ги имаме. Мислам, единствена можност е брендирање на овој производ со сите спецификации што ги има и во иднина тоа да биде како заштитен знак на Полошкиот регион. Од ЦЕД порачуваат дека државата мора да се залага за тетовскиот грав да се брендира, но и да се поттикнат земјоделците со субвенции за во иднина да не се соочуваме со вакви проблеми.